Ќе дозволам колегата Бранко Чупески од Лозана да ги има завршните зборови за Вардар и без разлика на исходот со срце навиваме за Вардар. Бранко, те слушаме. Добро утро, Македонија, добро утро, Јована, добро утро до колегите, добро утро до гледачите на македонската телевизија, на утринската програма Македонија на утро. Екипата на македонската телевизија се упатува кон Скопје од Лозана преку Женева, па потоа преку Приштина ќе се вратиме во нашиот главен град. Составивме една ретроспектива на Вардар оваа година, како изгледаше фудбалскиот клуб Вардар и што треба да представува во иднина. Патот на екипата на македонската телевизија до Лозана беше долг, но времето, телата и енергијата едноставно не се штедат кога се работи за најсветото име во македонскиот спорт. Во Швајцарија повеќе новинарски екипи го следеа Вардар, најтрофејната македонска фудбалска екипа, најтрофејниот македонски фудбалски клуб кој што ја заврши европската авантура за оваа сезона. Одисејата траеше во 2 чина со 4 епизоди, последната беше решавачка, пораз од 5:0 од Лозана во реваншот од второто квалификацијско коло во Лигата на конференциите на УЕФА, што значи крај на евронастапите за црвено-црните, кои се појавија на континенталната мапа по пауза од 7 години. Тоа мора да се нотира со многу извичници на крајот на реченицата. Во Скопје беше 2:1 со Лозана и се понадевавме на чудо и во ова квалификацијско коло, а со Ла Фиорита претходно имавме 3:0 во Скопје и 2:2 на гостувањето во Сан Марино. Ќе констатираме дека далеку се Лозана и Швајцарија по пари, по коефициенти, по квалитет и по фудбалски континуитет на клубско ниво од Македонија, од Вардар, па ќе претпоставиме и од другите екипи, со секоја чест на сите други македонски клубови. Токму поради враќањето на македонската фудбалска гордост во Еврокуповите, во случајот во Лигата на конференциите на УЕФА, со освојањето на купот минатата надпреварувачка година и поради реинкарнацијата на организацијски, на структурен, на играчки план, не смееме да жалиме за она што заврши, туку едноставно да се радуваме затоа што тоа оваа година се случи. Вардар повторно игра фудбал, Вардар повторно е тема на разговор во фудбалските кулари, Вардар повторно е на фудбалска цена. Тоа е најважно за оваа нова страница од историјата на синонимот на македонскиот фудбал и символот на македонскиот спорт, гордоста на спортска Македонија. Епитети никогаш доста, тие секогаш ќе го следат Вардар, без разлика во какво руво се наоѓа, без разлика какви резултати има, без разлика во каква форма настапува екипата на Вардар. Со сета должна почит кон сите останати наши клубови, но сите сакаат да бидат како Вардар и сите сакаат да го победат Вардар. По долгото и тешко лето за 11-кратниот шампион на Македонија, джинот сега ќе се насочи кон домашната сцена, кон првата фудбалска лига и кон националниот куп на Македонија, каде што атакува на двете титули, на двата трофеја во овие две надпреварувања. Уште пред почетокот на сезоната раководството постави високи цели и предвиде високи премии за фудбалерите за освојувањето на овие два трофеја. Премиите се сериозни, играчкиот кадар и стручниот штаб се сериозни, организацијската структура и логистиката исто така на Вардар се сериозни, особено за наши услови на овој нов Вардар. Останува да се одигра своето на дело, да се покаже квалитетот. Преодниот рок завршува на 6 септември и не е изненадување да видиме и некое ново име во редовите на црвено-црните во тренинг базата на Хиподром и на градски, односно на арената Тодор Проевски, каде што Вардар ќе ги игра домашните надпревари. Победите и поразите се составен дел од животот и од фудбалот. Не е важно дали ќе загубиш и дали ќе паднеш, битно е како ќе станеш и како ќе се однесуваш понекогаш и понетешкиот пораз во животот. Илустрација за ова беа бројните комити кои што дојдоа во Лозана, бројните македонци со македонски знамиња кои што беа присутни на Стад де ла Тулиер на надпреварот меѓу Лозана и Вардар, кои со знамиња и со песна го поддржаа и го испратија миленикот, кои останаа без глас и со модри дланки, кои што го бодреа своето, го сакаа своето и го почитуваа своето и покажаа како треба да се однесуваме сите ние кон она што е наше. За македонската телевизија, за утринската програма, за емисијата Македонија на утро, овој завршен збор, за настапите на Вардар во европските надпреварувања оваа сезона се јави Бранко Чупески.
Така е колегата Бранко Чупески, кога зборуваме за традиција, да не го забораваме еден од можеби најубавите мурали на Вардар на градски, се разбира, градски парк, а тоа е Еден живот, една љубов, Вардар.